Средношколецот од Ресен Озџен Усеиновски, заедно со својот професор и ментор, го наблюдуваа резултатот од едномесечната работа. Во рамки на својата пракса, тој заедно со своите соученици го засадиле првиот интензивен насад со јаболково преспа. За одржување на воштарникот, средношколците од земјоделското училиште воопшто не користат пестициди. Тие очекуваат род двојно повеќе во споредба со хектар, кој се одржува на традиционален начин. Почнавме да копаме, после да со дупки, после да садиме, па да ги покриваме, па ги тајниравме, ги кребевме. Целта на учениците е преку 1 хектар да им покажат на земјоделците како се одржува овошен насад со современи земјоделски практики. Сигурен сум дека ќе се случи тоа. Имаше таква случка со воведувањето на системите капка по капка. Беше скептично прифатено, денеска нема овошен насад без системно наводнување и мислам дека ќе го прифатат овој системно одгледување, зашто што и Европа ќе го барат, а ние чукаме на вратите на Европа. Потребата од овој показен воштарник доаѓа од негрижата на земјоделците кои покрај директното загадување на почвата со токсини фрлаат и отпадоци покрај реките и се едни од најголемите загадувачи на Преспанското езеро. Предноста на овој интензивен насад е тоа што има своја хидрометеоролошка станица и заштитна мрежа, која што им помага на земјоделците да го заштитат својот род. UNDP, поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка, е главниот покровител на проектот. Тие формирали здружение на земјоделски производители кои има на располагање лабораторија за анализа на почва. Покрај оваа агрометеоролошка станица што гледате во овој насад, во преспа се поставени 4 такви, бидејќи 5 всушност, а бидејќи преспа е карактеристична, односно е поделена според временските параметри, да кажем климатските параметри на 5 микроклиматски зони. И што се случува? Сите тие станици, ги пратат овие параметри, пуштаат податоци до факултетот за земјоделски науки, тие ги обработуваат и праќаат до здруженијето препораки, кога треба да се прска. Овоштарството е најраспространета гранка во Преспа. Годинава со овошки се засадени 3000 хектари, но освен средношколците, никој од останатите земјоделци не води сметка дали на правилен начин ги одгледуваат своите насади.